Речник за медиумска писменост. Разговараме од мојата лева страна со Емил Нијами, главен редактор на Речникот за медиумска писменост. Добро утро. Александра Теменугова, добро утро. И тука ни е Михајло Лахтов, директор на ИРЕКС. Тоа скратениците може да кажете. Јас сум директор на проектот на Инсайт за медиумска писменост, кој што го спроведува ИРЕКС, тоа е американска организација, заедно со локалните партнери тука Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум. И сега, како вистински џентлмени, ќе ни дозволите со Александра да се започнеме. Која е потребата да се направи речник за медиумска писменост? Многу добро прашање. Многу голема. Да. Потребата ја чувствувавме подолго време. Зошто? Бидејќи живееме во еден свет каде што имаме сериозно брз развој на новите медиуми и од тука се јави потребата одредени процеси, актери, техники соодветно да бидат именувани во македонскиот јазик. Бидејќи ние читаме литература од надвор, меѓутоа соодветно треба да биде внесена и во нашата лексикографија. Не знам, и вчера и на промоцијата споменавме некои процеси, дали јутјубер треба да биде внесен во македонските речници. Бидејќи тоа беше процес од пред 7-8 години, а веќе воспоставен како соодветно инфлуенсер ли влегува во истиот? Да. Кога сме кај јутјубер. Да, така што ете како што гледате, се наметнува потребата како соодветно да ги нарекуваме сите овие нови процеси и треба соодветно и толкување. Може би ова време си го направи своето, особено и влијанието на социјалните медиуми, одигра може би таа клучна улога да се наметнати. Секако, социјалните медиуми се само еден сегмент од целиот лавиринт за она што денеска се нарекува глобално село. Меѓутоа, идејата беше да може да го сите на некој начин, сите кои што сме вклучени во комуникацијските процеси, без разлика дали од сферата на медиумите, новинарството, правото, лингвистиката, лексикографијата, сите да зборуваме во еден тон, бидејќи тоа е најбитно, за да можеме да умееме да се разбереме. Па добро, унифицираноста е најбитна. Се надевам дека ќе се постигне, дека сите ќе сакаат да бидат дел од истото, на крајот е колку ќе го прифатиме тоа. Речникот само што почна да живее, мислам тоа е отворен процес, содржи околу 700 поеми за почеток, нели? Меѓутоа тоа не значи дека тука се завршува. Во суштина само вчера го нотиравме, го означивме почетокот на еден процес кој што, како што се развиваат новите технологии, очекувано дека ќе се развиваат и нови процеси, и нови нешта кои што ќе треба да бидат додефинирани и истолкувани, да продолжи да живе. Емил, ќе го вклучиме. Само сега веднаш ни текна на 2 збора, многу актуелни. Беше ли тежок процесот? Процесот, ако ја сакате работата што ја работите, не е тежок. Добро, општо земено. Може да биде понекогаш напорно, меѓутоа процесот не е тежок. Процесот е тој. Значи, постојат рамки, постојат правила, во лексикографијата точно се знае што е, каде е, како е, значи, се си е пропишано, треба да се знае како тоа да се направи. Во контекст на тоа да се нотираат тие клучни, да речем, зборови. Видете, јас можам да ви го кажам накратко и процесот на кој што работевме, бидејќи ја земавме оваа тематика, најпрво требаше да се идентификуваат првите лексеми, значи основниот корпус кој што ќе влезе како основа на речникот, се направи еден многу поголем список кој што успеавме некако да го преполовиме, да дојдеме до 700 и нешто термини. Потоа, бидејќи во оваа работа беа вклучени 15 професионалци од различни области, секој доби задача, определено количество термини кои што се од нивната потесна област, да ги протолкува. Потоа минува ни се еден филтер на редакцијата, околку нешто не е во ред, се враќа кај авторот, повторно се поправа и доаѓа на главната редактура, кога веќе се оформува речничката статија и така
ке така влегува во самиот речник. Значи, тоа е процесот, еден нормален процес кој што поминува за еден речник од ваков тип. Верувам лектори беа вклучени, кој се бил вклучен? Новинари, можеби? Да, значи, ева јас, за да не испуштам нешто, некого, професор доктор Симона Груевска-Маđовска, редактор и автор, професор доктор Мишел Павловски, професор доктор Сефер Тахири, професор доктор Сеат Джигал, Сонја Трајковска, професор доктор Жанита Трајковска, професор доктор Гордана Алексова, Татјана Евтимовска, доктор Тамара Кјупава, професор доктор Димуш Байрами, Михаил Лахтов, Александра Теменугова, Марина Костова и Лука Павичевиќ како представник на младите, значи голема таа екипа. Да. Мора вака да прочитам по списокот, не сакам да заборавам никого. Апсолутно и убаво што бил вклучен, еве го споменавме и председателот на на средношколците, затоа што реално треба да се започне многу порано со вакво нешто, за да може да се постигне ефектот. Ги споминавме средношколците, Михајло ќе го вклучиме. Кому е наменет овој речник? Не само за нас. Да, овој речник, значи да го се прави речник. Не само што јас ќе го отварам и ве кажувам. Да, јас ќе ви кажам како дојдовме до идејата. Проектот за медиумска писменост, младите размислуваат, е долг 5-годишен проект и ја внесува медиумската писменост во формалното образование, значи во наставните програми, во курикулумот, основното образование, во средното образование, работи со универзитетите, е многу комплексен и голем проект и во претходните 2 години ние направивме многу обуки, ги ревидиравме наставните програми заедно со Бирото за развојно образование, заедно со Министерството за образование и наука. Како што кажав, правивме обуки, направивме прирачници, различни публикации, така натаму, и свативме дека се соочуваме со еден мал проблем. Имаме многу термини кои што влегуваат во јазикот, особено во последните 10 години, кои што не ни се унифицирани. Како што кажа Александра на промоцијата вчера, ние се соочуваме со дилема, дали јутјубер ќе биде со јутјубер или јутубер. Во едни медиуми се користи на еден начин, во други на други, така натаму. Меѓутоа моравме и да дадеме, да го унифицираме и значењето на сите тие термини. И дали може така да го користиме, затоа што ние сме биле многу пати во ситуацијата како да го преведеме? Сега ни е олеснета задачата, затоа што сега го имаме речникот и ќе го користиме така како што го речник. Тоа е идејата на целиот речник. Ние почнавме најпрвин со една поскромна иницијатива или поскромна задача, си зададовме да направиме нешто како се вика тоа, глосари, еден поимник, помал од скромен број на термини, меѓутоа нема да кажам дека не излезе од контрола, меѓутоа свативме дека имаме сериозна потреба и дека зборуваме за многу термини, како што кажа Емил на почетокот, ние буквално скративме на половина од огромниот број на зборови термини кои што произлегуваат. Така што ова е една, јас нема да бидам толку скромен, ќе кажам, ова е еден сериозен производ, сериозна работа која што направивме, особено знаејќи дека во оваа област не толку често излегуваат вакви стручни речници од различни области. Голема и ова е еден чекор на пат кој што го започнавте. Кажавме дека ова ќе бара работа и во иднина. Првим да објасниме, значи не станува за издание во печатена форма, не случајно е единствено само во онлайн издание, бидејќи, како што рековме, идејата е ова да продолжи да живе, да расте и да се користи и да се надоградува. И уште подобро што е така, паметните телефони ни се постојано во раце, па можеме и на брзина тоа да го направиме, да провериме. И она што е исто битно е што
Овој речник е направен во две јазични варијанти, на македонски и на албански јазик. Емил може да објасни во суштина дека станува збор за два посебни речника, кои што има посебен тим од редактори кои што ги работеа двете јазични верзии. Во албанската верзија, процесот беше тој, тие беа правилата како што се правеше, меѓутоа гледавме и примерите да соодветствуваат на албанските, да бидат албански примери. Да, мислам, тоа е, тоа е основата, да. Александра, речникот, фала Богу што го имаме и што е од ваков тип отворен, значи... Може и да искористиме да кажеме, да сега постојано го зборувам, а како сите да го изгуглаат и да го најдат? Мислам, главната. Главната платформа на која што може да се најде ја администрира Институтот за комуникацијски студии, rečnik.medium.edu.mk. Тоа е една платформа буквално за медиумска писменост. Кога ќе влезете малку повеќе да се запознаете со медиумската писменост, ќе го најдете и речникот. Така. Тоа чинам дека многу работа ви останува и во нареден период. Тоа беше интенцијата, значи затоа и во онлайн форма многу во се работи. Значи ние еве дури сега гледаме тука можело вака да се направи, значи секогаш има можност за подобрување и секако како што рековме, значи Михајло кажа дека моравме да ги преполовиме термините, така што сега полека ќе може да внесуваме работите според потребите секогаш во одсеменуваат и добро е што е дигитален, затоа што соодветствува и на дигитална вера во која што се живееме, одговара на начинот на живот кој што го имаме. Благодарам што ми бевте гости. Посакувам пријатна, успешна работа и се гледаме во нареден период. Ви благодарам и вам.